Според синдикатот, минато неделниот штрајк во Баргала го организирале мајсторите. Мајсторите ја целата игра изиграле. Општините од регионот преокупирани со водата и водоводните системи. Поради Шиповиќ, одложена денешната седница на Беровскиот совет. Мора да почне да соработува и со опозицијата. Во Штипскиот совет најмногу се дискутираше за пари. Средствата се намалуваат. 9,3 милиони евра во регионот ќе изградат 27 објекти. Сиромаштијата ја намали цената на добитокот на единствениот сточен пазар во регионот. У мај месец беме задоволни и превише, а сега не. Општините од регионот преокупирани со водата и водоводните системи. Најголема инвестиција во регионот е она на Штипското јавно предпријатие, кое со 1,5 милион евра ја започнува така наречената линија 2, која треба да обезбеди квалитетна вода за пиење за неколку штипски населби и села. Додека втората фаза од почетокот на населба Македонка, па се до туристичко развојната зона Кежовица или спортска зона Кежовица изнесува некаде околу 4000 метри, во кое што се влезени и двата резервари, резерварот во Превек, кој што е 350 метри кубни, и резерварот во Кежовица, кој што е 400 метри кубни. На подобрување на квалитетот и количеството на вода за пиење работи и Македонска каменица. Се определивме да подготвиме проектна документација, да добиеме водостопанска согласност и да започнеме со градежни активности за зафаќање на дополнителни води од Горештица, кои што ќе допринесат за целосно пуштање во функција на филтер станицата која што е за снабдување на вода во општина Македонска каменица. Тој проект ќе чини околу 4 милиони денари и средствата се целосно обезбедени од буџетот на општина Македонска каменица. Во Штип и Каменица се инвестира во ново, во Виница интензивно се реконструира старото. Со положување на последните 100 метри од цревото ФИС 110 завршува реконструкцијата на градската водоводна мрежа, на која се работеше изминативе 8 месеци. Останува уште да се направат приклучоците на индивидуалните стамбени згради и на правните лица. Комплетно сите улици кои што беа раскопани за потребите на реконструкцијата ќе бидат сите асфалтирани, ќе бидат доведени во правобитната состојба на оние граѓани кои што живеат на оние делови кај што се врши реконструкцијата, ќе им бидат вградени нови водомери, ќе им бидат вградени радиомодули за далечинско отчитување. На овие три општини од регионот најмалку за една година ќе решат исклучително значаен проблем како што е квалитетното снабдување со вода. Вкупно ова ќе значи чиста вода за пиење на околу 40.000 жители. Беровските опозицијски советници се солидаризираа со Шиповиќ и во знак на протест за притворот на нивниот колега од Центар, тие ја напуштија седницата на Советот и порачаа да престанат притисоците од власта. Ние со ова не сакаме да бидеме неконструктивни, знаеме дека сме мнозинство во Берово и дека врските и одговорноста ја сносиме. Затоа свесни сме за својот начин на работа, свесни сме и за постапката што ја направивме, но и власта мора да биде свесна дека со притисок не може да ги реализира сите зацртани проекти и ветени објекти на граѓаните на Берово. Мора да се научи дека мора да почне да соработува и со опозицијата. За советниците од власт и градоначалникот Наџински, ова е театар во режија на СДСМ. Се гледа дека се работат само за нив, не се грижат за интересите на општината, за граѓаните на општина Берово. Со самото неодржување на седницата се кочат предложените одлуки кои беа како точки на дневен ред за развој на стопанството, за изработка на локална урбанистичка планска документација. Бидејќи опозицијата го држи мнозинството во Беровскиот совет, денеска советниците од власта не беа доволни за да продолжи седницата, па точките од дневниот ред поврзани со пренамена на средствата во буџетот на општината, 4-годишната програма за развој на Берово и одлуките од областа на урбанизмот ќе ја чекаат наредната седница и советниците од опозицијата. Додека седницата на Советот во Берово се одложи, во Штипскиот совет најмногу се дискутираше за пари. Тема беше ребалансот на буџетот кој поради изборите и неможност општината да продава градежно земјиште се намалува за 1,3 милиони евра. Ако погледнеме ребалансот што е предложен, ќе видиме дека имаме потврлување во приходниот дел по однос на капитални приходи за 69 милиона. Намалени се приходите, но не за сметка на капиталните проекти во градот, затоа што се наоѓаат алтернативни решенија и донации и извори од развојни програми кои што не се буџетски приходи по закон, по статут, по форма и не се прикажуваат во овој биланс.
Спорни за опозицијата беа и парите за социјалните случаи. Средствата се намалуваат. Што ќе се случи ако еве пак ни се за 2 месеца ништо не знаеме што може да се случи. Ако имаме пак некакво невреме, имаме пак луѓе кои што треба да се обештетат. Социјални надоместоци ние имавме предвидено со буџетот 1.200.000 по 2 основа кај градоначалник и во програма на Совет. Меѓутоа, до сега имаме само 100.000 денари исплатено. Значи, намалувањето на овие средства воопшто не значи дека се намалуваат правата или нема да бидат исплатени на граѓаните. Покрај ова, штипските советници дискутираа и за годишни извештаи, програми на училишта и промена на урбанистички планови, но со многу помирен тон. Една недела по штрајкот во Баргала, денес заминатиот така наречен црн вторник преку пресконференција се огласи и општинскиот синдикат. Ние него нарекуваме тоа штрајк, еден информативен разговор. Ние као синдикат не бевме информирани. Значи, тоа беше едно спонтано собирање за информација околу платата. Сега, кога тензиите се спуштени, првиот синдикалец изјави дека заедно со синдикалното раководство и менаџерскиот тим се договориле за следното. Со менаџерскиот тим разговарав да што било биднало, како било, да нема никои последици од тој наводен прекин. Сепак, несигурноста, нелогичноста и конфузијата во излагањето не остана незабележена, па Трајчевски доби незгодно прашање. Дали вие синдикатот сериозно навлезете во проблематиката? Повеќе ми личи дека ги браните газите од Кошибре? Не, апсолутно не ги бранам. Ја кажувам за хронолоши како се случуваат состојбите. Верувате ли вие дека за само 5 дена до плата се дига штрајк било дека у светот? Ја ќе ви кажам дека во Рудници излетало се дигаше штрајк за една гајба пиво. На крајот, откако Трајчевски се зближи со новинарите, во доверба за јавноста ја соопшти и вистината. Ево, не ме снимете. Мислам дека таму може ли тоа да? Мислам дека таму мајсторите ја целата игра изиграле. Меѓутоа не ја завршиле. Они почнале нешто таму да ги организираат овие за плата и покрај плата нешто друго. И после кога виделе дека не можат масата да контролират, повлечат се. Со или без вакви синдикални лидери, штрајкот во Баргала минатата недела заврши, но по исклучива заслуга на работниците, кои сепак одлучија дека работењето е подобар избор од неработењето. Договорено е денес и до крајот на овој месец да им бидат исплатени 2 плати, а потоа плата ќе имаат пред нова година. 9,3 милиони евра во источниот регион наскоро ќе изградат 27 стамбени и деловни објекти. Оваа калкулација е според издадените градежни одобренија само во септември, стои во извештајот на статистика. По градови најмногу ќе се работи во Штип на вкупно 8 објекти со вредност од 6,7 милиони евра. Втора по висина на инвестицијата е Виница, каде за 3 предвидени објекти се пресметани 2 милиони евра. Во останатите градови од регионот во септември се доделени уште 18 одобренија. Делчево 7, Македонска каменица 5, Кочани 2, Берово и Зерновци по 1. На ниво на држава овој септември се издадени 121 решение, што е за 54% помалку од лани, но вредноста на одобренијата е 81,6 милиони евра, што е за 112% повеќе од истиот период лани. Во иднина, децата на возраст од 6 до 12 години ќе можат бесплатно да тренираат пливање и фудбал, договорија Министерството за труд и социјала и Пливачката и фудбалската федерација. На ниво на регион, ваквата поволност ќе може да искористат само дечињата од Штип кои ќе можат бесплатно да тренираат фудбал во младинската школа на Брегалница. Со овој благороден проект заеднички му возможуваме на децата од ранливите категории полесен пристап до спортот, бесплатни тренинзи и можност за сите кои што немаат доволно средства, а имаат спортски талент, истото да го покажат на дело и да добијат шанса. Се со цел да и ние помогнеме, но и клубовите и нашата репрезентација евентуално да добиеме спортисти, односно фудбалери со кои што сите заедно ќе се гордеме.
Трговскиот дефицит во првите 9 месеци од годината изнесува 1,6 милиарди долари. Вкупната размена со странство е со вредност од 7,8 милиарди, што представува зголемување од 4,5% во однос на истиот период лани. По договорот за кредитирање на 2 македонски автопати, од кои едниот е Штип Миладиновци, економската соработка со Кина ќе се интензивира. Како можеме да ја направиме Македонија попозната за кинески инвеститори во делот на соработката, стратешката соработка која Кина ја планира со земјите од Централна и Источна Европа, каде што Република Македонија е една од 16 земји. Со донација на жителите во и надвор од село Оризари се живописува црквата Свети Атанасије, храм изграден во 19-тиот, а обновен во 20-тиот век. И под благослов на владиката дедо Иларион од Лесновскиот манастир, значи, работите се привршуваат при крај со голема помош на мештаните. Паралелно со живописувањето на црквата се работи и на изградба на конаци во манастирот Добра вода. Ако можеме само со помош на бизнисмени да ни помогнат, на општината и бизнисмени да ни помогнат и да изградим. А и треба да се изгради тоа конак. Например, ако дојде да речеме од Словенија гости или било од каде, Германија, било сегде, бил не е битно и од тука, од Македонија, сака да го проведе, дека ќе го проведе во Добра вода, го доведе тука да видат. Двата храма се исклучително популарни и посетени од страна на верниците. На страна сме, не сме тука, ама у годината еднаш ке дојдеме до тука и така. Помолим се на цркви, запалиме свекички за здравие, за нас, за децата, за куќа. И црквата и манастирот се изградени исклучиво со донации, што на црковните одбори им дава надеж дека на истиот начин ќе бидат завршени и веќе познатите активности за живописување, односно изградба на конаци. Сиромаштијата ја намали цената на добитокот на единствениот сточен пазар во регионот. Живата мера на прасињата и телињата овде никогаш не била пониска. Во споредба од пред само 5 месеци, килограм жива мера сега се продава за дури 30% поевтино. Па ние тражиме и по 2400, ма не иде. Никој не ти дава, те дават 1800 динара. Колку се кила? Па имат по 16 кила. Нема пари, нема и народа, а нема и купувачи. У мај месец беме задоволни и превише, а сега не. Падна цената, а раната е скапа. Машкото е 210 кила, женското меривме 150 кила. Цената? Цената е джамбаска, кој колку сака. Нема државна цена, нема цена по која тука, него како го соберат народот. Ова во прашање ја доведува понатамошната иднина на сточарството во регионот, зашто фермерите се доведени во мали души. Скапа храната, дека сите давачки само, да дадеш за улоз, да дадеш за вага, да дадеш за вакцина, да дадеш за маркица, да дадеш за се, а од тебе што остане работата. Додека да го 100 кила направиш, 150, 200 кила ти треба 4 месеца, 5 месеца, храна која треба со други работи, и така е тоа. Треба да има државна цена тука, државата да стае до 100 кила, толку до 150 кила, толку до 200 кила, толку да знам някога додам, према робата, ќе го измерам, ќе го давам, нема што да се натегаме, нема што да народот мечат. Од друга страна, оние кои купуваат денес немаа причина за незадоволство, зашто во споредба со месарниците, овде ЕСАПот излегувал поарен. Повеќе се исплаќа од тука да купиш. Пошто знаеш што ќе купиш на пазарот, ќе видиш, а у продавницата е друго. У продавницата може да биде све и свашта. Задоволни хоне. Вака пошлати. А ефтин е ефтин. Иди у продавница земе една мартаделка, толку парченца тражимо 150 динара, едно гуде тражи да продаеш 100 кила, не може да имаш 10.000. Инаку, сточниот пазар во Облешево е единствен од ваков тип во регионот и секој вторник овде се продаваат, односно купуваат околу 100 прасиња, телиња и јагниња. Општина Виница е првата општина од регионот која ќе се вклучи во проектот Како да најдам и како да ја задржам работата. Обуките ќе се спроведуваат од 7 до 16 ноември, а намерата е да се зголеми процентот на вработени во општината. Градоначалникот на Пробиштип Туни Туневски ги интензивира средбите со граѓаните на ниво на месните заедници. Намерата е да се посетат сите месни заедници и натамошните жители да им се презентираат активностите поврзани со нивното место на живење. Штипската клиничка болница ги известува сите пациенти
и нивни роднини во регионот дека во иднина сите потребни информации за начинот на работа на болницата или за хоспитализираните блиски можат да ги добијат на новиот телефонски број 032 605 079. Управата за јавни приходи и регионална дирекција Штип ги известува даночните обврзници дека од 6 до 27 ноември ќе спроведе обука за тема е-даноци. Обуките во регионот ќе се спроведат во Виница, Кочани и Штип, и тоа на 6, 20 и 27 ноември. Младите бегат, нема работа. Да запослат младите, тоа не е убаво. Ама нема работа, декиќа. Да отворат некои фирми, да се запослат младите, да не бегат. Да ги врнат и тие што бегаре, не да бегат други. Нема луѓе. Виж, празно пекчево. Иначе, ја како пензионер добро ми е. Не работат, слабо фирми, слабо плати. Мартин Стојменов од карате клубот Партизан од Кочани е единствениот надпреварувач од истокот кој ќе ја представува Македонија на престојното светско првенство во карате за кадети и јуниори. Покрај Стојменов на мундијалот во Гвадалахара замина и штипјанецот Жарко Арсовски, кој воедно како селектор ќе ја предводи кадетско-јуниорската репрезентација. Тие веќе пристигнаа во Шпанија со надпревари ќе започнат од четврток. Стојменов ќе се надпреварува во конкуренција јуниори до 18 години во категоријата до 61 килограм. Околу 500 олтајмери од целиот свет учествуваа на најстарото рели што повеќе од 1 век се одржува во Велика Британија. Сите автомобили кои добија право на учество се произведени пред 1905 година и нивна задача беше најбрзо што може да ја поминат патеката од Хајд парк во Лондон до морскиот брег во Брајтон. Станува збор за најстарото автомобилско надпреварување во историјата, кое секоја година се одржува до ден денешен, а привлекува учесници од целиот свет. Инаку трката нема надпреварувачки, туку ревијален карактер. Православните христијани утре го празнуваат светиот маченик Арета, а во католичкиот календар е назначен Свети Леонард.